дискусија, иако горе-долу нели исто се, меѓутоа баш ме испровоциравте затоа што рековте бидејќи овој проблем постои долго време со исилувањето на младите. Точно, не е само наш проблем, проблем е многу пошироко. Ама што е проблемот? Проблемот е кога вие доаѓавте на власт, знаете што викаше господинот Заев? Дека во рок од 100 дена ќе ги вратите младите назад. Тоа е проблемот. И јас баш дека на оваа тема се зборува, иако рековме, секоја мерка која што ќе за млади ќе ја поддржиме, меѓутоа овде се зборува за нешто што... Само една секунда материјалите. Ајде, и не морам да ги читам. Извадов многу говори. Во кој град се одело така се зборувало да се манипулираат младите. Во Штип оди ги манипулира со потребите во Штип. Тука ќе ви отвориме студентски град, кампус и така натаму. Во Велес нешто друго. Тоа е проблемот, колешки. Иначе, една од подписничките тука и Моника Зајкова, не е тука присутна, убаво си кажа. Барем кај нас тука, иако јас себе имам контакт со младите, со студентите, баш и многу често разговарам, страшно е тоа колку сакат да се иселат од оваа држава. Нели има анкети. И која е главната причина зашто децата сакат да се иселат? Не се само финансиските примања. Непостоење на систем е главната причина. Недоверба во институциите. Ама ви ветивте дека ќе го средите? Ете, тоа е проблемот, тоа сакам да го кажам. Дека предиспорно манипулиравте со чувствата на младите. Не излегувам од контекст. Апсолутно, не дофрлајте од место. Излезете и демантирајте ме. Во рокот чевли таму пред влада стоеја. Кај се сега тие невладини да зуцнат нешто? Еве ги податоците. 150 од Кочани и од Виница. 180 од Куманово. Иселени дечина во првото полугодие, заедно со родителите. 36 во Кавадарци. 200 во Тетово. Убаво рече колегата, нити има ова етнички призвук. Страшна е ситуацијата. Страшна е. Од што се разочаруваат? Од лагите кои што како политичари ги изнесувавте цело време. Сега е уште поизразена ситуацијата. Од било кога. Тоа е проблемот. Ги имам иначе, ако сакате да дискутираме и да викате дека ги ваѓаме од контекст, ги имам неколку говори кои што пред избори сте ги држали и како сте ветувале на младите. Лага до лага, буквално. Иначе, ова е еден мал чекор што денеска се направи. 3000 денари, точно е, ако кажавте дека причината е да се стимулираат младите, бидејќи фалат струки во производните дејности, специфични струки кои што значително недостасуваат во државата. Меѓутоа, нема да го спречиме овој екзодус на овој начин. Еве, ќе направиме сите заедно, ќе гласиме и ние, ќе направиме еден чекор напред. Меѓутоа, не помага ова, не помага. Треба да се мениме сите многу коренито, да се тргнат рацете од политиката. Ова го зборувам секако родител. И моите деца размислуваат да си одат од тука. А никој како родител не сакаме тоа да ни се случи. Да се тргнат рацете од правосудство, од образование, од здравство. Се разочаруваат. Станете, реплицирајте тука. Јас не вработив ниту едно дете во јавна институција. Ајде да се вратиме да видиме кој се вработи. Нема критериуми. Нема, не, ми е зборот сега, моментално што сте на власт. Да. Абе сега си селуваат колешки многу повеќе. Што направивте ви за да останат децата тука? Лага до лага ги изманипулиравте сите млади. Во рокот 100 дена ќе се врателе. Еве колку се вратија. Двојно повеќе бегаат. Со пасошите со 215 криминалци што му ги дадовте тука ќе ги убедите децата да седат. Во ова кримни држава.